На почетокот беше зборот. Зборовите формираа мисла. Мислата иницираше промени. Стоејќи тука пред вас, гледајќи во моите сродни генерации, сегашни и идни студенти, би сакал да подсетам дека најпрестижните аналитички центри од Соединетите држави веруваат дека токму генерацијата Z го има потенцијалот да биде наједуцираната генерација во историјата. Родени сме во времето на информацијската револуција. Израснавме со технолошката иновација, чие скромни зачетоци веќе не ги познаваме. Сведоци на времето каде позицијата на педагогот е во компромисна ситуација. Образовниот систем станува секундарна полемика, интелектуалната слобода и универзитетската слобода толкувачки поим на државната апаратура. Дојдовме во време каде суштината е заменета со квази вештина, состојба каде квалитетот слугува на нелојалната конкуренција, општество на брз успех и кратко помнење. Не верувам дека постои некој кој не ја слушнал изреката на Нелсон Мандела, кој вели ако сакате да ја уништите државата, удрете по образованието. Од тука извираат клучните предизвици кои ние секојдневно треба да си ги одговараме едни на други. Зошто образование? Вреди ли етиката и моралот и дали ќе успееме? Едукацијата е важна бидејќи не учи да учиме, не предизвикува да предизвикуваме, не прашува за и ние да прашуваме. Ја осознаваме вредноста на дисциплината, долгорочноста и доблеста. Ни ја дава основата да утврдиме што е црно, а што е бело. Токму моралот и етиката избледуваат кога настанува привидниот успех на брз рок и непринципиелноста на играта. Ке успееме ли ние и она што е наше? Да. Да земеме што е можно повеќе во наши раце, да го истакнеме индивидуализмот и да ја оставиме себичноста. Изговори не постојат. Бебешки чекори, да ползиме, да одиме па да трчаме. Денешниот ден продуцира јавна вредност. Токму испреплетеноста на помладите со повозрастните генерации, високообразовниот со приватниот сектор, суштината со вештината ја дава дополнителната вредност на општеството. На земите на кои се огледуваме, триадата студенти, приватен сектор, универзитет е основа на стабилната економија и здравата држава. Платон сакал државата да ја водат мудрите. Не оти Платон бил мудар, туку ако сте на брод и сте во немирни води, кормилото треба да му го предадете на капетанот. Денеска јас ке се повикам и на една стара Кикеронова. Докере делектаре емовере. Да подучиме, да воодушевиме и да раздвижиме. Тоа е аманетот кон образованието и зарекот кон академијата. Да живее академијата, виват академија. Ви благодарам. Почитувана ректорка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова. Почитувана раководителка на Центарот за кариера на УКИМ, професор доктор Јасмина Тоник-Рибарска. Почитувани професори, соработници, партнери, сегашни и идни колешки и колеги. Ми представува големо задоволство да го означам почетокот и да ви посакам топло добре дојде на овогодинешниот отворен и кариерен ден на УКИМ. Во неуморно пресретнување со барањата на пазарот, адресирањата на потенцијалните можности и предизвици, непресушната потреба од доближување на бизнис сферата до академијата. Овој отворен и кариерен ден на УКИМ има две улоги. Преку отвореноста се доближуваме до нашите идни колешки и колеги, сегашни средношколци, до нивните реални потреби, перцепции за високото образование,
како и суштината и вештината која тие ја бараат од едната страна, а просторот кој идните работодавачи го креираат од другата страна. Кариерноста ја поистоветуваме со со насочување, советување и креирање на можност. За таа цел, денеска имаме повеќе од 30 компании и сите единици на УКИМ кои се жедни да не запознаат со приликите и нашето место во големата сложувалка. За оваа цел, која од година во година се повеќе и повеќе расте, која прераснува во вистински белег на упорноста на нашиот универзитет во промоција на своите студенти и приближување на понудата со побарувачката. Најголемото внимание го посветуваме на ректорската поддршка, соработката со студентското представништво на УКИМ и секако Центарот за кариера. Токму Центарот, кој бележи 3 години постоење, во својот скромен времеплов има спроведено низа активности кои се од клучно значење за студентите, како отворени и кариерни денови на УКИМ, соработка со компании од бизнис секторот, практиканство, панел дискусии, работилници за вработливост на сите кампуси, воспоставена соработка со локални организации за кариерно советување и слично. Сите овие активности придонесуваат кон клучната цел која Центарот ја негува. Значително да го подигне нивото на поддршка на студентите во развојот на нивната идна кариера и продлабочување и проширување на врските со работодавачите и другите засегнати страни во пошироката заедница. Во оваа насока ми представува чест да ја повикам ректорката на нашиот универзитет, професор доктор Билјана Ангелова, да ви се обрати. Ви благодарам. Почитувани декани, директори, почитувани представници на бизнис заедницата, драги студенти, драги матуранти, добре дојдовте на отворениот ден на УКИМ. Ова е ден за ориентација. Ден кога матурантите можеби ќе се одлучат за нивната идна професија. Ден кога нашите студенти, идни менаџери, адвокати, доктори, фармацевти, инженери, можеби ќе ги направат првите почетни чекори на нивниот кариерен пат. Денес не е само уште еден ден. Денес е ден каде идните студенти ќе го видат изобилството на можности што ги нуди УКИМ, а студентите можностите за нивното идно вработување. Тој е момент од вашето долго патување кон успехот. И додека се движите низ овие штандови и ги разгледувате можностите поставени пред вас, запомнете дека изборот што го правите денес можеби ќе обликува траекторијата на вашето утре. Светот е огромен, преполне со можности кои чекаат да бидат зграбени, но тоа бара храброст, одлучност и непоколеблива посветеност. Тоа бара еластичност пред предизвиците, прилагодливост на промените и неуморна потрага по извонредност. Еластичност пред предизвиците, прилагодливост на промените и неуморна потрага по извонредност. И додека ги изражувате многуте можности кои денес стојат пред вас, никогаш не заборавајте да ја следите својата страст. Пронајдете ја, онаа една работа, која пали искра во вас, која ве потикнува на акција, која ве потикнува да ги поместите сопствените граници и да ги пробиете поставените видливи и невидливи ограничувања. Вашата кариера не е само еден чин, таа е многу повеќе од тоа. Таа би требало да биде манифестација на вашите цели, патување за самораспознавање и исполнување. Но запомнете дека успехот нема да ви биде сервиран на сребрен послужавник. Успехот се заслужува со напорна работа, со посветеност, но и со спремност да се прифати неуспехот, пред се како лекција за остварување на повисоки цели.
Секој неуспех е прилика да научите, да растете и да излезете посилни од сето тоа. Во овој динамичен свет, единствената константа е промената. Бидете мудри, прифатете ги промените и прилагодувете се на нив. Успешните кариери на утрешницата им припаѓаат само на оние кои ќе се обидат да го оспорат она што се нарекува статус-кво и на оние кои размислуваат надвор од границите кои им се зададени и кои сонуваат големи соништа. Затоа, додека се движите низ овие штандови, а потоа и надвор од овој простор, од нашите училници и лаборатории, и кога ќе зачекорите во реалниот свет, ве советувам да сонувате без граници и да истражувате без стравови и да ги следите своите страсти со непоколеблива одлучност. Иднината е ваша, треба да ја зграбите и да ја направите извонредна. Благодарам. Ви благодарам, ректорке, а сега ми представува голема чест да ја повикам да ни се обрати професор доктор Јасмина Тоник Рибарска, раководител на Центарот за кариера на УКИМ. Повелете. Почитувана ректорке, почитувани проректори, декани, директори, професори, колеги, вработени на УКИМ, представници на компаниите, драги студенти, драги матуранти. Голема чест и задоволство ми е во годината кога Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје прославува 75 години од своето постоење, да ви се обратам на отворениот и кариерен ден на УКИМ. Денешниот настан е спој на младоста и искуството. Спој на средношколците, матуранти, наши идни студенти со факултетите и на нашите студенти, укимци со компаниите. Денес на платото на УКИМ се сите 23 факултети и 5 институти на УКИМ и 33 реномирани компании. Како раководител на Центарот за кариера на УКИМ, би сакала да истакнам дека изминатиот период интензивно работевме во напредување на Центарот, заедно со нашиот партнер, активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности и нашите напори се насочени кон достигнување светски стандард во испорачување на кариерна поддршка како исклучително важен сервис за нашите студенти. Подготвивме стратегија за развој и унапредување на Центарот за кариера, што ни дава јасна визија и патоказ за следните чекори. Во изминатиот период од 6 месеци, за повеќе од 700 студенти од различни факултети, организиравме обуки, работилници и хакатони, преку кои студентите ги унапредија своите вештини и знаење за градење на онлайн портфолио, комуникацијски вештини, подготвено за интервјуа, а стекна и практично искуство во дизајн и маркетинг, фриленсерство, социјално предприемништво и се впуштија во водите на стартап екосистемот. Следејќи го принципот УКИМ за студентите, студентите за УКИМ, задоволство ми е денес да го промовирам новото лого на Центарот за кариера на УКИМ, креирано токму од нашите студенти, победници на хакатонот за брендинг и маркетинг стратегија на Центарот за кариера на УКИМ. Дозволете ми, во името на Центарот за кариера на УКИМ, во мое лично име и во името на сите чинители кои што помогнаа во организација и актуелна реализација на денешниот настан, особено на Универзитетското студентско собрание, да ви се заблагодарам на сите што сте денес тука, за нашите идни студенти и сегашни студенти. Затоа што студентите биле, се и ќе бидат најголем капитал на еден универзитет. Тие се идни креатори и двигатели на прогресот на цело едно општество. А УКИМ е најголемиот генератор на интелигенцијата и квалитетот во нашето општество. Драги студенти, драги матуранти, нека овој ден отвори многу можности за вас. Запознајте се, вмрежете се,
Разговарајте за вашите кариерни аспирации, планови и идеи, затоа што тоа е првиот чекор кон лансирање на вашата кариера. Дружете се и уживајте во денот. Ви благодарам. Ви благодарам, раководителке, а сега би сакала да го најавам председателот на Универзитетското студентско собрание Александар Николовски. Вајде висинава тамане. Се слуша добро? Да, вајде. Здраво, дечки, драги средношколци, драги студенти, почитувани професори, представници на бизнис заедницата, наша драга Јасмина Тоник, рибарска раководител на Центарот за кариера и нашата драга ректорка. Ми представува особена чест да го отворам овој настан денес, бидејќи главната цел на Универзитетското студентско собрание, една од главните цели е и вмрежувањето на студентите, а тоа е токму денес, тоа што се случува. И пресреќен сум што во волкав број се одвива овој настан. Универзитетското студентско собрание е столбот на студентскиот активизам оваа година, столбот на студентските права и представник на студентите на УКИМ, кои што се 22.000, најголемата студентска организација во земјата. Она што сакам да го пренесам до средношколците е да дојдете на нашиот штанд, да се запознаеме, да се вмрежиме и да ве поканам следниот четврток на Македонската студентска културна вечер, каде што ќе имаме можност многу да се дружиме. Она што преостанува е да ви посакам многу дружба денес, да го искористите овој момент, бидејќи овој момент може да биде многу значаен за вас во вашиот кариерен живот, но и личен живот, да запознаете многу студенти, пријатели кои што ќе ви останат во текот на целиот ваш животен процес. Ви благодарам уште еднаш, јас не должам многу со говорите. Имајте успешен ден. Нешто заборавив. Значи, во моментов ќе имаме драмска изведба, 20 минути. Значи, ја успеа да го дешифрирам преко моју ново создадено методологија приступ. Ја успеа. Значи, нешто приступ да направи човек во живот и одма да сечете у корене, не му давате да прикне. Есте си имбалден. Значи, како што кажа, ја успеа да го дешифрирам. Ви сте пресирани. Биполарни. Не им замерајте. Sasvim je razbirljivo, očivriši me! En din pošterdeta, en ihtirdival, Јас што ви е јасно што е чивришки, ви кажу како ја употребуju. Ја кога отиде на часа 2 чекам професор да каже, дечки се работимо од чивриш. И ја ти си каже, ајде Ангела, искочи на сцену, растој. Кажу си Ангел, искочи на сцену на стури, јас само искочи на сцену на стури, они си мисле смејви, ми чекам руке, ја немам појма што праву. Не, Милено, оцревија кад ќе го... Нема везе, јас сам тој Милано ствари. Ако, еве што право преведуја, они еве како ми враќа. Драга публика, се што ви е јасно што е чивришки. Пред пашкарам за весели. За весели.
Daj muška mi kašinje, Marija! Anđela! Gde je ona? Marija, Anđela, Vera, Anđela, Teona. Marija, Anđela, Vera, Anđela, Teona. Marija, Anđela, Vera. Anastasika. Macedonisch Club voor posterminuten. This is
lernen oder so bleiben, aber so. Das ist so gerne dran, das ist so dort. Ich lass gerne. Женский Big Band. Miasta Bosun, ascultă că nu soltum, Androta Sheula, Женский Big Band! Dărțule, Anastasia, Lucule, Vera, Picațuția, Onaigi, Angela, Maria! Maria! Speculant, Ivliș, purpuriche ne jarte. Ascultă că nu soltum, Женский Big Band! Cancoda, je voula, cancoda, je vol. Je prendrai tout schmecker, mais non, on a des joies. Cancoda, je voula, cancoda, je vol. Ne passe mes couscoulis, coula, autonou. Et donc les sacs me gave, loup, gave, oi, lélé. Et quand elle est sambrée,
Thank you.